Во годината што одминува се случија интересни работи поврзани со автомобилите. Покрај тоа што производителите работеа како и обично со полна пареа, на домашната сцена стапија неколку политички одлуки што директно влијаат врз пазарот на нови автомобили. Првата во форма на субвенции ја најави Министерството за економија, а втората е новиот закон за даночење на моторните возила, чиј правилник е донесен и усвоен денеска. Да се надеваме дека овие мерки ќе донесат поголема продажба на нови возила. Годинава што одминува ја дочекавме со голем оптимизам, бидејќи владата имаше најавено субвенции за електричните возила за купување старо за ново и вградување плински уреди. Сето тоа требаше да биде регулирано со новиот закон за возилата, кој веќе беше влезен во собраниска процедура. По долгиот пат низ неа се загубија електричните возила, а субвенциите старо за ново владата започна да се премислува, така што остана само вградувањето на плински уреди. Еве што за тоа ни кажа заменик министерот за економија Кирил Колемишевски. Министерството за економија алоцираше 15 милиони денари за субвенции на купување и вградување на уред на погон за ТНГ, метан или друг вид на алтернативен вид на гориво за возилата и надоместокот ќе изнесува 50% од вредноста на уредот, но не повеќе од 18.000 денари. Огласот е објавен на 1 ноември оваа година и се уште активен, ќе трае до 2 декември 2019 година, а право на учество имаат сите физички лица, значи правните лица се исклучени, кои се собственици на возила произведени од 2005 година па навам. Оние наши возачи што сепак остануваат верни на класичните горива, со скепса ја дочекаа новата методологија за пресметка на нивните цени. Заради тајноста на претходната, која се применуваше цели 20 години, се очекуваше тие драстично да пораснат. За среќа, тоа сепак не се случи, а после долг период на подготовка и конечно стартуваше и електронската наплата на патарините. Постојат две солуции за плаќање по електронски пат на патарината. Првата е со картичка која чини 100 денари и на неа можете да го надополнувате кредитот. Со влегувањето во посебната лента треба да застанете и да ја регистрирате картичката. Добивате сметка за тоа и контра информација уште колку кредит имате на картичката. Втората солуција е нешто поскапа. Треба 1200 денари да се плати за овој уред, но со него нема да треба да застанувате на патарините, туку да поминете со брзина од околу 20 км на час за да може приемникот да ја регистрира. И се прашувате што доколку влезете во лентата која е резервирана за електронска наплата на патарините. Тогаш ќе можете да го притиснете ова копче "Побарај помош", ќе добиете сметка во висина на патарината која треба да ја платите во рок од 24 часа во било која банка или пак на било која патарина. Во спротивно ќе биде наплатена патарината 5 пати повеќе. На почетокот електронските картички и тагови ќе се продаваат само во контролниот центар на јавното претпријатие за државни патишта кој се наоѓа на патарината во Петровец. Иницијално тие ќе може да се купат со 300 денари кредит, а ќе можат да се дополнуваат со износ по желба. Големо олеснување е што тоа ќе може да се стори и преку интернет. Предвидени се и попусти за поголеми суми. Набргу, по пуштањето на системот во употреба, тие картички ќе може да се набават и дополнат кај инкасаторите на наплатните рампи на секоја патарина. Секако продажната мрежа ќе биде проширена и со бензинските станици на автопатиштата и со други локации. Крајот на годината го дочекавме со фотофиниш со донесувањето на новиот закон за данок на моторните возила. Оваа давачка ги заменува досегашните акцизи со главна измена што освен од вредноста на возилото, низината висина ќе зависи и од количините на јаглеродиоксид што таа ги испушта. Но за разлика од досега, со неа се опфатени сите категории возила за превоз на патници, вклучувајќи ги и хибридите.
Како ќе се применува ни објасни Ѓоко Танасовски, директор на Царинската управа на Република Македонија во нашиот разговор со него. Она што е клучно и како произлезе овој закон е поради усогласувањето на акцизното законодавство на Република Северна Македонија со акцизното законодавство на Европска Унија. Автомобилите не се вклучени во тоа акцизно законодавство и секаде во земјите на Европската Унија постои посебен данок кој излече надвор од тоа акцизно законодавство со кој се регулираат давачките во однос на половни и нови возила. Следејќи го тој пример, Царинската управа имаше работна група која првично го спреми законот за акцизи кој беше усвоен ова лето и пристапи кон изработување на законот за посебен данок на моторни возила, што постаро се нарекува акциза, а сега ќе биде посебен данок за моторни возила. Законот се заврши и сега е во парламент. Она што е целта на овој закон и она што е доброто во сето ова е дека прв пат се вметнува во пресметката на посебниот данок за моторни возила еколошката компонента, која како што гледаме, имајќи во предвид актуелноста во овој момент на загадувањето кое е во нашата држава, се надеваме дека во наредните години ќе даде баш резултат во тој контекст да едноставно се мотивира увоз на моторни возила кои се поеколошки, отколку на моторни возила кои се помалку еколошки. Со што веруваме дека ќе имаме доста влијание во однос на намалувањето на загадувањето и со таа, како што самите рековте, промената на самата структура во возниот парк. Бидејќи сега, да бидеме искрени, од она што го имаме, например, стари податоци како 2015 година, 70% се под Евро 4 стандард. Што значи ние проблемот го имаме од претходните години, веќе ние во државата. Со новиот закон ние сега се обидуваме да ги регулираме за во иднина возилата кои ќе доаѓаат, да ги едноставно мотивираме по еколошките возила, а да вршиме демотивација на увоз на нееколошки возила. Тоа е за поздравување, но секоја влада од осамостојувањето на Македонија па до денеска зборува за екологијата. Едни од еколошките возила се и хибридите, не само електричните или плагин хибридите, кои се сега присутни на нашиот пазар. Но со новиот закон се дефинира дека хибридните возила нема да бидат ослободени од екстра даночење, додека плагин хибридите ќе се оданочуваат со екстра данок од околу 50% во износот на екстра данокот. Зошто е тоа така? Бидејќи и тие хибриди кои користат мотори на внатрешно согорување се хибридни возила и можат да бидат погонувани само на електропогон одредена километража. Поентата на и она што проблематика ние разгледувавме при изработката на овој закон, секако тука сакам да напоменам дека во припремите за изработка на методологијата за пресметка на посебниот закон за моторни возила беше вклучена и регионалниот еколошки центар со канцеларијата во Македонија и преку тоа беа опфатени низа други еколошки организации, импортери и сето тоа и гледавме да најдеме најдобар начин со кој вистина ќе истакнеме таа еколошка компонента, а од друга страна нема да направиме неудар на пазарот, а ќе ја земеме во предвид и социјалната и економската состојба во нашата држава. И тука би напоменал дека во тој контекст ние извршивме комплетно ослободување на сите возила кои што се на електричен погон. Во однос на плагинни хибридите, како што спомнавме, имаме 50% намалување на посебниот данок, додека така наречените хибриди, односно милд хибриди, како се среќаваат најчесто или зависи сега, имат различни имиња, зависно од производителот и зависно од тие маркетиншки имиња кои ги даваат самите производители, тие не се сметаат за возила кои одат на независен електричен погон. И тука е поентата на она што регулативата го дава. Ослободени или ќе имаат 50% намалување сите возила кај кои користат електричен погон. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim,
Go on a whim. Go outside in. And inside out. Look once. Look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Окей. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 Pure мотор со 110 конски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола седан од 16.990 евра. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен. Единствен секако. Секогаш самоуверен. Како мојот автомобил. Новиот Kia Proceed. Храбар потек. Метрополис. Број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Хибридните возила впрочем ја одбележаа и цела 2019 година. Тие во голема мерка продолжија да ги заменуваат дизелите, во што предничи Toyota. Како пионер на ова поле, јапонската марка годинава нам во Македонија ни лансираше 3 модели. Најголемиот меѓу нив, Camry, е сосема нов во Европа. Се врати на стариот континент после 14 години отсуство како замена за пензионираниот Avensis. Го возевме и се уверивме дека има многу што да понуди во овој сегмент. Според иницијалните очекувања, македонската публика одлично ја прифати и хибридната верзија на Корола. И овој модел, кој од оваа генерација целосно го враќа во употреба легендарното име, не доаѓа повеќе со дизел мотори. Иста е приказната и со RAV4, чија хибридна варијанта уште од претходната генерација се наметна како сериозен избор. Малку поинаку настапува Honda со новата генерација на CR-V, чиј хибриден погон е уникатен на пазарот. Имено при пониски брзини, моторот со внатрешно согорување само произведува струја и воопшто не ги задвижува тркалата. Дури при автопатски брзини со активирање на посебна спојка се остварува директна механичка врска меѓу него и тркалата. Благодарејќи на ваквото решение, Honda CR-V хибрид воопшто нема никаков менувач. Кон хибридните технологии меѓу спортско корисните возила се ориентираше и Citroen, чиј Adut C5 Aircross запоседна на врвот на понудата на марката. Зачетник е на новата стратегија, чија цел е до 2025 година да се воведат електрифицирани изведби низ целата понуда. За него е искористена познатата погонска група која комбинира 1,6 литарски PureTech бензинец и електромотор со вкупно 225 коњи. Цената во
Франција му е поставена на 40.000 евра. Истата филозофија започна да ја следи и Opel со Grandland X Hybrid 4, кој има плагин погонски склоп со 300 конски сили и погон на сите 4 тркала. Ниту Форд не можеше да остане имун на електрификацијата и после долг период развој годинава на пазарот истрча со хибридните Puma, Kuga, Explorer и Mondeo. Во однос на претходникот, третата генерација на Kuga порасна готово во сите насоки. Се темели на нова платформа која обезбедува 10% поголема цврстина и 90 кг помала тежина. Флуидните линии на каросеријата делуваат атрактивно од сите агли на гледање, а во напливот на електрификацијата доби дури 3 еколошки верзии. Со енергичен потек, Форд потполни една празнина во европската класа спортско корисни возила. Новиот модел го има познатото име Puma и како некогаш е базиран на Fiesta. Разликата е во тоа што пред 2 децении беше мало купе, а сега е субкомпактен кросовер. Реинкарнацијата на Puma како мал кросовер уште еднаш ги потврди популарноста и потенцијалите на сегментот мали спортско корисни возила, дури и оние што само така изгледаат. Тоа го забележа и во Kia, која годинава ја дополни својата гама со X-Ceed, а таа во Македонија пристигна во голем стил со презентација одамна невидена кај нас. Според габаритите е сместена помеѓу стоник и спортаж, а според имиџот што го пласира над нив. Таква е и цената која промотивно стартува од 18.500 евра. Заедно со останатите изведби на Ceed ќе излегува од погоните на Kia во Словачка. Поголем дел од производителите сепак се определија за модели со подобро дефиниран кросоверски карактер. Според многумина, најпријатниот новитет ни пристигна од Чешка. Наречен е Камик и со својот изглед се дистанцира од останатата гама на Шкода, барем засега. Се појави неговиот германски братучет T-Cross, а од Volkswagen ни пристигна и пријатно освежување во вид на T-Roc кабриолет. Audi пак се определи да ја прошири понудата со купе изведбата на Q3. Во сегментот на компактните кросовери беше нешто помалку динамично. Тоа интензивно се потполнуваше претходните години, така што од новитетите во 2019-та ќе ги издвоиме само Mazda CX-30 и Seat Tarraco. На другиот крај на ценовната класа најактивен беше BMW. Тој годинава представи нови или обновени верзии на дури 4 своји кросовери. Најголемиот меѓу нив X7 пристигна со огромни бубрези и доволни аргументи да ги засени производителите на конкуренцијата. На провокацијата од Минхен не остана должен Audi, кој ќе му ги мати сметките со новиот Q8. Колку ќе биде успешен во тоа ќе покаже времето што доаѓа, во кое вниманието на купувачите на вакви возила ќе го привлекува Porsche Cayenne со својата купе изведба. Оние што се покласични во изборот ќе се одлучат за Volkswagen Touareg, додека пак безкомпромисните дефинитивно за Rolls-Royce Cullinan, иако е еден од најскапите автомобили на планетава. Тој е прв модел на оваа марка со 4x4 погон и како таков ќе привлече нови купувачи. Од британската автоиндустрија годинава во Македонија ни пристигна и новиот Range Rover Evoque. Ако прашате кого сакате во светот да издвои една премиера која ја одбележа годината, сите како топ ќе ви одговара дека тоа беше новата генерација на Golf. Дигитализиран и исполнет со напредни технологии, тој по 8 пат ќе тргне во освојување на купувачите. Во дизајнот нема никакви изненадувања, иако значително се разликува од претходникот. Вистинската револуција во однос на сегашниот модел е во внатрешноста.
Доминира големот дигитален кокпит кој визуелно е споен со екранот на централната конзола. Готово сите команди се извршуваат преку него, така што копчиња скоро и да нема. Исполнетоста на нови технологии продолжува и под кожата и со право новиот Голф се нарекува најпрогресивен досега. Моторизацијата ја предводат 5 хибридни верзии, од кои 2 се со плагин можности. Покрај Голф, само најхрабрите се осмелија годинава да представат свој новитет во оваа класа. Но бидејќи во групата Volkswagen се однапред добро пресметано, не изненадува појавувањето на Шкода Скала. Од другите, со доста добра временска дистанца пред европскиот бестселер, беа лансирани новите генерации на Ford Focus и Mazda 3. А таа на пазарот го донесе и Skyactiv X моторот, кој комбинира дизел и бензински циклус на работа. Го испробавме и се уверивме во се она што јапонците тврдат за него, заради што и го освои Технобест признанието. Тука треба да ја издвоиме и храброста на Kia, која го лансираше Pro Ceed во сосема ново издание. Во другите класи активностите си течеа непречено, посебно меѓу поскапите возила каде повторно BMW беше најактивен. Со архитектура од мини, серијата 1 се префрли на преден погон, поголемата серија 3 остана верна на класичната концепција, а беше представена и новата серија 7. Меѓу премиум моделите Volvo повторно си го бара своето место со S60. Овој автомобил на шведскиот производител е прв што се произведува во Соединетите Американски држави и прв што доаѓа без дизел мотори. Од поголемите возила на нашиот пазар годинава е одбележал лансирањето на Peugeot 508 и Volkswagen Passat, кој е понуден и со плагин хибридна погонска група. За негова сериозна алтернатива се смета и Шкода Superb, која годинава темелно беше обновена. Од градските модели пак најзначајно беше појавувањето на Opel Corsa и Peugeot 208. И двата модела беа меѓу финалистите за Best Buy Car of Europe титулата на AutoBest, но Corsa за 0,2% од вкупниот број распределени поени беше поуспешна. Во незините адути се увереја и љубителите на марката и кај нас во Македонија, на незиното премиерно прикажување минатиот викенд. Нив посебно ги интересираа безбедносните асистенти, меѓу кои се издвојуваат системите за предупредување за судир со автоматско сопирање и детектирање на пешаците и интелигентната контрола на брзината. Вистински белег се прилагодливите IntelliLux LED Matrix светла, кои Opel за прв пат ги нуди во сегментот на мали автомобили. За динамиката и економичноста е задолжена широка палета бензински и дизел мотори со моќност од 75 до 130 конски сили, а се вкупниот впечаток го заокружува 8-степениот автоматски менувач. Како што беше случај и со сите претходни генерации, и сега Opel понуди практичен автомобил ориентиран кон иднината по доста атрактивна цена – 12.920 евра во Македонија. Иако Corsa и 208 имаат многу што заедничко, тие се произведуваат во различни фабрики, што можеби е причината зошто адутот на Opel пристигна малку порано на македонскиот пазар. Затоа и Peugeot 208 ќе ви го представиме во идната емисија на Автомагазин како новитет за 2020 година, иако ние веќе го возевме. Годинава што поминува се запознавме и со Porsche 911, кој во Toyota Supra доби сериозна конкуренција од далечниот исток. Во класата спортски автомобили најактивно годинава сепак беше на спротивниот ценовен крај. Така Ферари представи дури 5 нови модели, а Мекларен со Grand Tourer GT тргна да ги менува правилата на играта. Најголемото внимание годинава сепак го освоија Chevrolet со Corvette и Bugatti со Lavotur Noir. Новата генерација на американската спортска икона, иако осма поред, прва е со централно поставен мотор. Со него рамноправно треба да се бори со европските конкуренти, како што се Porsche и Ferrari. За почеток тоа ќе биде со 6,2 литарски V8 со 495 коњи, а ќе следат
бројни други верзии. Се споменува дека меѓу нив ќе бидат и хибрид со 1000 коњи, а можеби и плагин хибрид. Представен на салонот на автомобилите во Женева, Ла Вотур Ноар е најскапиот нов автомобил во историјата, бидејќи чини неверојатни 16,5 милиони евра. Тој сигурно би бил новогодишна желба на многумина, но таа ќе биде исполнета само на срекник со доволно длабок джеб. Несомнено дека годината што одминува беше возбудлива, а со желби идната да ни биде подобра ја приведуваме оваа последна емисија за 2019-та кон крај. Од редакцијата на Автомагазин ви посакувам во новата 2020-та многу здравје, среќа, подобри животни услови и поголема безбедност во сообраќајот. Уживајте во празниците, а нашата следна средба е на 4 јануари.